Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитуван господин заменик министар, господин Дюнил Барјактар, со внимание слуша вашата дискусија и би сакал да го поздравам ова што го имаме како решение, затоа што се работи за, некој може да каже голем, некој може да каже мал број на лица, се едно, но забележителен број на лица, кои што во моментов се во сенките на животот. Значи, луѓе кои што се маргинализирани, луѓе кои што немаат документи, луѓе кои што тешко може да дојдат до работа, до социјални права и така натаму и така натаму. Значи, зборуваме за луѓе и за семејства кои што тешко можат да фатат приклучок со она што се нарекува еден тековен живот и да добијат подобра шанса, нивните деца да добијат подобра шанса. Мислам дека како општество, како народ, како граѓани, како институции треба да им излеземе во пресвет. Би сакал да ве прашам следново. Дали мислите дека Министерството за труд и социјална политика, каде што сте заменик министар, е адекватно подготвено за ова? Кои мислите дека ќе бидат бенефитите за тие луѓе? Значи, конкретно, според она што го кажавте, можеме да очекуваме ефект во нивното образование. Тоа е огромна шанса, но она на што јас би апелирал како пратеник кон вас е да бидете проактивни и да ги барате тие луѓе. Значи, затоа што добар дел од тие луѓе можеби се неинформирани, дел од нив немаат пристап до средствата за масовна комуникација, дел од нив немаат пристап до интернет, до телевизии и се останато. Значи, би замолил да ги барате тие луѓе, особено да ги побарате малолетните лица. Значи, дел од тие малолетни лица ги гледаме по семафори, дел од тие лица ги гледаме по јавните простори, јавните содржини, и ако еднаш се изгуби таа нитка и поврзано со образовниот систем, после тоа кога тие лица или деца ќе наполнат 15, 18, 20 или 25 години, доста потешко се прави тој приклучок. Значи, да им дадеме шанса на тие луѓе, првенствено во делот на образование и во делот на работа. Апсолутно да, и социјалните програми ги знам, да, зборуваме и за здравствените програми, но се е поинаку и се е друго ако тоа лице и тие лица добијат образование, што поголемо тоа подобро, и ако добијат работа, и после тоа ќе можат да имат одржливост да се изградат домаќинство, живеалиште и сето она што се. Ви благодарам. Може и има збор пратеник од Владимир Ѓорчев. Повелете. Не се ефте се. Добро. Почитувана македонска јавност, јас голем дел од работите кои што сакав да ги кажам и да ги упатам кон заменикот министер, ги кажав и во мојата реплика, така што само да резимирам кратко. Мислам дека станува збор за добро решение. Имплементацијата на ова решение ќе зависи од проактивноста на службите во Министерството за труд и социјална политика. Значи, препорака, апел би бил првенствено да се оди кон образование, влегување на пазарот на работна сила, нормално таму каде што има потреба во делот на социјални права, во делот на здравствена заштита, но ова се фундаментите на инклузивност кон овие луѓе. Така што поддршка за овој закон. Ајде да биде тоа еден успешен проект и една успешна приказна, и секој човек плюс кој што ќе можеме едноставно да му дадеме подобра шанса во животот, да му дадеме заеднички. Благодарам.